Општина Штип изготви стратегија за енергетска ефикасност на објектите кои се под нејзини ингеренции. Наташа Шијакова, вработена во општина Штип на денешната седница на Комисијата за финансирање, истакна дека оваа стратегија е направена за наредните 3 години, а во неа се нотирани сите проекти за подобрување на енергетската ефикасност на објектите. Потребни се големи средства за инвестиции во зградите, потенцира таа. Предвидени се со оваа програма, предвидена е реконструкција на детска градинка Вера Церевири Трена клон Пчелка. Тоа е детската градинка позади гимназијата. Парите се предвидува да се обезбедат со ИПА меѓугранична соработка, 9 милиони денари. Следно е замена на прозорите и вратите во основното училиште Тоша Арсов. Финансирањето ќе биде од Министерство за образование и наука, значи општина Штип и овде нема средства за вложување. Шијакова истакна дека оваа година ќе стартува изградбата на новата градинка во Штипската населба Сењак, каде што владата ќе инвестира 16 милиони, а општина Штип од сопствениот буџет треба да вложи околу 20 милиони денари. Во стратегијата е нотиран и проектот изградба на затворен училишен базен во дворот на основното училиште Димитар Влахов, а инвестицијата е на Агенцијата за млади и спорт. Потоа овде е нотирана и постапката за гасификација на градот Штип, во која ќе бидат изградени 20 километри секундарна гасоводна мрежа. Знаете дека треба да пристапиме кон гасификација на општина Штип, затоа моментално е предвиден изработка на идеен и основен проект за гасифицирање, за секундарна гасификациона мрежа во должина од 20 километри. Следно е уличното осветлување, каде што може да се направат големи заштеди, затоа се предвидени 25 милиони 700.148 денари. Сите овие пари се предвидени за трошење во 3 години, 2018-2020 година. Во рамките на стратегијата за енергетска ефикасност предвидени се и над 109 милиони денари за реконструкција и изградба на нови водоводни линии низ населените места во општина Штип.